Четворогодишната борба беше, кој што реков, и крвава, и тешка, и неиздржлива. Особено онај намет што ни го нанесоја и германци, и бугари, сите оние што припаѓа на таа осовина Рим, Берлин и Токија, вклучувајќи го тука и сателитот Бугарија, не бркаја и не гонеја и што се вика исцело мисле и размислуваја само за некое потполно уништување. Но ете, таа прва пушка што пукна баш тука кај што е запален фитол на од почнувањето на народно-ослободителната борба и тој незин нагорен од мали единици, од одреди, чети, бригади, па дојде до конечното ослободување и денес ќе имаме ова слобода и во таа слобода посакувам да останеме се понатаму до крај на својот живот, не ние, туку и сите наши поколенија, да ни е жива и здрава републиката, нека не вечно служи здравието и спомените во врска со народно-ослободителната борба, во која еве и вие и тие сите по нас нека биде соучесници на тие тековини извојувани токму во таа крвава борба која евентуално воде партизаните и која представува коначно прво востание победиличко. Дали се остварија целите на борците од НОБ? Како речам, целите наши беа за да бидеме слободни. Целите наши беа за да евентуално порно живееме. Живееме и сега убаво, али може уште порно. Целите наши беа да од прилика се далеку прошириме, а не да се стесниме. Да евентуално добијаме се она што и припаѓа и што на Македонија и е одземено во она, знаете вие, неправедна одлука, таму 18 година донесена и така натаму. Но што да правиме? Некој може да мисли да оти евентуално и востанието наше касни, но востанието не касни ни ден предвид да какво што востание кренато овдека во Прилеп, нигде на друго место. Ни па Србија, кај што евентуално Жикица Ивановиќ Шпанец испукува и отепува еден таму полицајц и се прогласува востание. Кај што Словенија формира ослободилна фронта, се представуваат ослободително востание. А ние организирано го напаѓаме участако, кој што знаете, жиците и затворо. Па не знам што да ви речам друго. Нека ни е здрава, жива државата, нека ни е вечна и што се вика од денеска, денешниот ден, нека утрешниот ни биде поарен.